Економските причини, непросперитетот, преголемата корупција и политизирањето во сите сегменти на општествениот живот го предизвикуваат се помасовното иселување на граѓаните од државата, сметаат експертите. Според последното пребројување, Македонија има речиси 200.000 жители помалку во однос на она од 2002 година, бројка еднаква на два поголеми градови. Експертите сметаат дека состојбата во изминатите 20 години само се влошува, а трендот на иселување нема ни да запре. Една од карактеристиките, главни карактеристики на едно општество е да обезбеди минимум услови за опстанок на неговите членови. Очигледно дека наше општество во овој цел период на транзиција кој што добива веќе некои карактеристики како бескрајна приказна, знаете, не успева тоа да го направи и се повеќе се влошува состојбата. Тоа е една од главните причини накусо зошто младите не само од сега, како што кажав, тој што од почетокот на транзицијата си одат. Како ќе се справи нашата држава понатаму, немаме јасна представа. Од државава се иселуваат не само младите, туку и луѓето кои веќе се во посериозни години. Граѓаните не заминуваат само поради економски причини, туку и заради тоа што не веруваат во системот, бараат поквалитетно образование, а и тука е потребата за самореализација која не може да ја остварат во Македонија. Со еден збор, македонците се чувствуваат странци дома. Апсолутно се зборува за корупцијата која што е толку коренета веќе во секоја порада, тоа ни е стана веќе како нормалност во нашето живење. Ако не се смени нешто во целиот начин на организирање на нашето општество и нормално државата како израз на тоа, само ќе се продлабочува. Ние ќе бидеме нација што одумира се повеќе. Полесно ќе биде да се кажете македонец во друга држава отколку во сопствената. Инаку, последната анализа на Фондацијата за демократија на Вестминстер покажа дека секој втор млад човек сака да си замине од Македонија. Според мрежата за спречување на одлив на мозоци, младите често си одат поради неекономски причини, како животната средина и можноста за образование. Дополнително, Министерството за образование и наука веќе 2 години нема стратегија за спречување на одливот на квалитетни кадри, која траела од 2013 до 2020 година, а и додека ја имало, не била приоритет. Според мониторингот од мрежата за одлив на мозоци, била спроведена само во 11%.